Поранешниот председател на Основниот суд Скопје ќе треба да објасни како го вработил својот внук Јордан Тасевски како помлад стручен соработник, иако тој воопшто не се пријавил на огласот за вработување во судот. Државната комисија за спречување на корупцијата на денешната јавна седница одлучи да поднесе иницијатива до јавното обвинителство за постоење на основано сомневање за злоупотреба на службената должност и овластување против Панчевски. Антикорупцијската комисија поднесе и прекршочна пријава против директорката на клиниката за хематологија Ирина Пановска-Ставридис, за како што тврдат од ДКСК ненавремено поднесување на 4 анкетни листови. Од истата причина антикорупционерите поднесо прекршочни пријави против други десетина универзитетски професори од различни факултети. Но не се само тие. Антикорупцијска донесе одлука и за отворање на постапка во која ќе испитува како државните функционери ги трошат буџетските пари. Први на тапет ќе бидат пратениците, па во иднина и сите други државни функционери. Тука се мисли пред се на испитување на основите за тоа кои лица користат службени автомобили, на кој начин е уредено тоа, по кој основ и во кој износ. Кои лица користат репрезентација, по кој основ, начин и износ. Користење на надоместоци од страна на избрани и именувани лица по член 27 од Законот за избрани и именувани лица, и тоа надомест за превоз, стан, одвоен живот и слично. По сопствена иницијатива антикорупцијската комисија ќе испитува како биле избрани и доделувани канцелариите кои ги користат поранешните председатели Ѓорѓе Иванов и Бранко Црвенковски. Во комисијата за спречување на корупцијата не престануваат пријавите за злоупотреба на јавни набавки и незаконски, особено за време на избори, вработувања. Се договоривме да продуцирам еден извештај, но во рамките на оној проект што веќе го заговараме да се направи целосна анализа на законодавството и зашто се случуваат овакви состојби во вработувањето. Меѓутоа, бидејќи навистина немаме надлежност во секој поединечен предмет да навлегуваме во постапките на вработување. Според однапред утврдениот план годинава Државната комисија за спречување корупција ќе проверува имотната состојба на сите директори на јавните предпријатија основани од владата, членовите на актуелната и претходната влада, како и имотната состојба на пратениците.